Најавени се инспекции на зградите чии покриви одлетаа во невремето. Ке се формираат и комисии за процена на штети. На координативен состанок во град Скопје беше договорено сите општини да формираат комисии за пријавување и процена на штетите од невремето, пошто ке започне постапка за исплата на средства за санација согласно законските можности. Во наредниот период ке следуваат засилени инспекциски контроли на објектите со оштетени покриви за да се утврдат причините за штетите, а според градоначалникот Орце Ѓоргиевски, град Скопје располага и со солидарен фонд за обештетување на граѓаните. Во следните 3 минути ви ги носиме најважните вести од Македонија и светот. Паднатите дрвја во градски парк ќе ги заменат нови јасени и јавори. Започна акцијата за садење. Во градски парк започна акција за садење 60 нови садници од јасен и јавор на местата каде што дрвјата беа урнати по силното невреме. По расчистувањето на последиците, градските екипи продолжуваат со санацијата на штетите, а според градоначалникот Орце Ѓоргиевски ќе продолжи и обновата на зеленилото во паркот. По 24 години Ахмети конечно го истакна државното знаме во својата канцеларија во Мала Речица. Лидерот на ДУИ Али Ахмети за прв пат го постави државното знаме во својата канцеларија во седиштето на партијата во Мала Речица. Тој изјави дека одлуката е во согласност со неговиот став за унитарна држава и почитување на државните символи, додавајќи дека поставувањето на знамето било предложено и од странски амбасадори при нивните средби. Едни уредно плаќаат данок, на други им се отпишува. Хаос во наплатата во општините. Не наплатиле речиси 48 милиони евра локални давачки. Државниот завод за ревизија утврди дека општините во периодот од 2020 до 2024 година не наплатиле речиси 48 милиони евра по основ на локални даноци, такси и надоместоци, а дел од долговите биле отпишани поради застареност. Ревизорите оценуваат дека системот за администрирање и наплата е неефикасен, при што најголем дел од ненаплатениот данок на имот се однесува на побарувања постари од 5 години. Мицкоски најави ново намалување на ДДВ за горивата. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека владата подготвува нов пакет мерки поради растот на цените на горива, а меѓу разгледуваните опции е и повторно намалување на ДДВ. Тој изјави дека одлуката ќе зависи од движењата на светските цени на нафтата, нагласувајќи дека приоритет на владата е заштитата на животниот стандард на граѓаните. Обвинителството бара притвор за гевгеличанец, ја истепал сопругата и се заканувал дека ќе ја запали куќата. Основното јавно обвинителство Гевгелија побара притвор за маж осомничен дека ја нападнал сопругата и се заканувал дека ќе ја запали семејната куќа. Според обвинителството тој ја истепал жената, а потоа испратил заканувачка порака откако таа го пријавила случајот во полиција, поради што е обвинет за телесна повреда и загрозување на сигурноста. Насилник со нож им се заканувал на газдите во Трубарево. Неговата сопруга побегнала во казино за да го пријави во полиција. Основното јавно обвинителство Скопје отвори постапка против 30 годишен маж, осомничен дека со нож им се заканувал на сопружници сопственици на фирма во Трубарево, барајќи исплата на заостанати дневници. Според обвинителството, тој им го попречил патот со нож, оштетил гума на нивниот автомобил, а жената побарала помош повикувајќи полиција, пошто е предложено да му бидат изречени мерки на предпазливост. Турција води, Италија е хит. Колку пари ви требаат за летување годинава? Турција останува најпопуларна дестинација за летување меѓу македонските туристи, додека годинава значително расте интересот и за Италија и Шпанија, велат туристичките агенции. Најголем интерес има за авионските пакет аранжмани, а хотелите со 4 и 5 звезди, особено оние со попусти за деца, најбрзо се пополнуваат.
На плажите во Охрид е дива лига и не се почитуваат препораките на УНЕСКО, реагира О2 иницијатива. Од таму обвинија дека на дел од плажите на Охридското езеро не се почитуваат препораките на УНЕСКО и условите од договорите за концесија, бидејќи нема доволно слободен простор без лежалки. Организацијата ги повикува општинската инспекција и градоначалникот на Охрид да постапат и да обезбедат почитување на правилата за заштита на крајбрежјето. Македонка од Белгија се обидела да прошверцува злато вредно над 20.000 евра преку Табановце. Царинската управа спречи обид за криумчарење златен накид вреден околу 21.100 евра на граничниот премин Табановце, каде кај македонска државјанка биле пронајдени 26 парчиња накид со вкупна тежина од 348 грама. Против неа е поднесена кривична пријава за криумчарење, а од Царинската управа информираат дека годинава се откриени 13 вакви случаи со запленети повеќе од 2,5 килограми злато. Искршени столчиња и шкафчиња. Летонците покажаа голема некултура по победата над Вардар, оставиле хаос во соблекувалната. Понад преварот меѓу Вардар и Летонска Рига во квалификациите за конференцијската лига во гостинската соблекувална бил оставен неред со оштетен инвентар, при што биле искршени столчиња и шкафчиња. Вардар загуби со 3:2, а реваншот против Рига ќе го одигра на 28 јули во Летонија. Силна песочна бура го погоди Истанбул. Ветерот корнеше дрвја и покриви. Авиони не можаа да слетуваат. Силниот ветер корнеше дрвја, откорнуваше покриви и предизвика проблеми во сообраќајот поради намалена видливост. Непоболните временски услови го отежна и воздушниот сообраќај, а дел од авионите што требало да слетаат биле принудени да кружат над аеродромите. Хрватска ја услови Црнагора. Решете ги прашањата за имотите, границата и војните злосторства пред влезот во ЕУ. Хрватското министерство за надворешни работи порача дека Црнагора мора да ги реши отворените прашања со Загреб, за да го заврши пристапниот процес кон Европската унија. Меѓу спорните теми се имотните прашања, морската граница, исчезнатите лица од војната и враќањето на школскиот брод Јадран. Западно-нилска треска се шири во Европа. На 20 луѓе се заразени во Грција. Во Грција се потврдени 21 случаи на западно-нилска треска, а поединечни случаи се пријавени и во Македонија, Италија, Шпанија и Романија. Грчките здравствени власти информираат дека дел од заразените развиле потешки невролошки симптоми, додека граѓаните се повикуваат на заштита од убоди од комарци и контрола на нивната популација. 6 кандидати во трка за нов генерален секретар на Обединетите нации. Оној што ќе биде избран ќе се соочи со исклучително тешка задача. По завршувањето на мандатот на Антонио Гутереш на крајот од годинава, 6 кандидати се во трка за нов генерален секретар на Обединетите нации. Меѓу нив се поранешната председателка на Чиле Мишел Бачелет, шефот на Меѓународната агенција за атомска енергија Рафаел Гроси и поранешниот председател на Сенегал Маки Сал, а изборот ќе го направи Генералното собрание по препорака на Советот за безбедност. Европа го договори новиот пакет санкции против Русија, дополнителни ограничувања за финансискиот и енергетскиот сектор. Амбасадорите на земјите членки на Европската унија постигнаа договор за 21-иот пакет санкции против Русија, кој требало формално да биде усвоен по писмена постапка. Новите мерки предвидуваат дополнителни ограничувања за рускиот финансиски сектор, криптовалутите, трговијата поврзана со воената индустрија и санкции за бродови од руската флота во сенка. Крвав напад во Тајланд. Сепаратисти убиле 5 војници, повредени се и цивили.
Вооружена група синоќ ја нападна безбедносен контролен пункт во провинцијата Наративат во Јужен Тајланд, при што загинаа 5 припадници на паравоените единици, а 6 цивили беа повредени. Напаѓачите пукале со огнено оружје и фрлале импровизирани бомби, пошто побегнале, а безбедносните сили трагаат по нив. Над 70 луѓе се заразени со денга во Шри-Ланка. Војската со дронови ги лови комарците што го шират вирусот. Шри-Ланка се соочува со голема епидемија на денга, при што годинава се регистрирани повеќе од 77.000 заразени и 56 починати лица. Во обид да го спречат ширењето на вирусот, властите ангажираа воени дронови за откривање места каде што се размножуваат комарците што ја пренесуваат болеста. Дванаесетта ноќ американски удари врз Иран. Хутите погодија брод на саудиска компанија. САД ја гаѓа иранската одбрана. Американската војска ја заврши 12-тата ноќ на воздушни напади врз Иран, при што биле погодени објекти на противвоздушната одбрана, ракетни системи и поморски капацитети. Во меѓувреме, саудиски брод беше погоден во Црвеното море во напад за кој се сомничи дека е извршен од јеменските хути, а екипажот останал неповреден. Толку за денес. За се друго се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.